Благодарам на поканата. Додека се подготвував за денешното излагање, ми се чинеше дека не постои начин накуса да се опфати комплексноста на проблемот со говорот на омраза против ЛГБТ и луѓето во македонските медиуми. Поради тоа би сакал да се осврнам на неколку аспекти и клучни зборови кои ги забележав при наблюдувањето на медиумската сцена и од моето и претходно искуство додека работев во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Се разбира со оглед на доста тензичната атмосфера која владее деновиве по прашањето за родот и родовата еднаквост, би сакал да ја искористиме оваа прилика за конструктивен диалог од кој ќе може да произлезат препораки за подобрување на состојбата и се надевам на намалување на тензијата. Тензијата претпоставувам според моје мислење произлегува од недостатокот на различни позиции на поларните за и против законот за родова еднаквост. Дури и да постојат различни гледишта, тие се наоѓаат сосема на маргините и ова се разбира го зборувам од позиција која се должи на фактот што ЛГБТИ заедниците и жените заслужуваат целосна поддршка и заштита и не смееме да ги оставиме сами во борбата за рамноправноста. Комплексноста ја гледам во фактот што жестоката борба против еманципација и рамноправност на ЛГБТ и лицата и жените истовремено се доживува и како борба против Европската унија и либерално-просветителските вредности кои таа ги застапува, но се доживува и како борба против поддржувачите на Преспанскиот договор, против така наречените предавници на Македонија и македонскиот идентитет. Со други зборови станува јасно дека оваа позиција во прашањето за родовиот идентитет е всушност повеќе слојна идентитетска конструкција која го врзува родот со националното и со политичко-идеолошкото и затоа има голема манипулативна моќ и навидуме тешко да се одвои кога е дискриминација, кога е говор на омраза, а кога е слобода на говор. Ова што претходно го споменав ја следи логиката дека доколку некој е дел од ЛГБТ и заедницата, тој, таа или тие се истовремено предавници или предавнички на државата кои сонуваат за нејзино распаѓање или распродавање. Ми се чини дека овој радикален десничарски наратив, да го наречеме, се присутен во официјалните и неофицијалните медиуми на пред се на македонски јазик, иако варира во степенот на отвореност во артикулациите. Додека работев во комисијата, најчесто имавме предмети кои се однесуваа на говор на омраза во социјалните медиуми, пред се Facebook, Twitter, Instagram, но сега гледаме дека овие движења, антиродови движења се поекстремни на YouTube, преку тој социјален медиум, и затоа сакам да го споменам, например, како практичен пример, примерот со Мирка Велиновска, чиј што говор не е само класичен пример за говор на омраза конкретно кон ЛГБТ и заедницата, Европската унија и нејзиниот систем на вредности, туку генерално и ширење на дезинформации и теории на заговор во јавната сфера. Еве, например, ќе земам едно нејзино интервју, едно гостување на YouTube каналот на Родина Македонија. Таа е организација која иницираше петиција за, цитирам, членство на Република Македонија во Евроазиската економска унија и БРИКС, во која ги охрабруваше македонците, повторно цитирам, да излезат од понижувачкиот, одчовечен, ГМО, трансродов, ЛГБТ, Евроатлански совет и да се приклучат на светот на богатства на култури, традиции, морални вредности и духовност. И сега во оваа прилика, гостувајќи на таа емисија, Велиновска ќе каже, повторно цитирам, Европската унија се прогласи за наследник на Хитлер и преку проектот за Европска унија, обландиран како модерен демократски поглед, уствари е проект на создавање на четвртиот рајх. Тој по ништо не е различен од третиот, тој е автохтон, дегенеративен нацифашизам, кој сега има еден колективен Хитлер. Европските политичари се деца, внуци на оригинерните нацисти и така натаму продолжува. Тука Велиновска, навеќе споменатиот во нејзини очи хомо и транссексуален, вредносно и морален искривен запад, додава и мноштво елементи од познати теории на заговор, на што Драгана го потенцираше, кои доаѓаат од круговите на пред се руската антиевропска и антилиберална пропаганда и американската радикална десница. На ова место само би сакал да напоменам дека целосниот диалошки сетинг
во кој е поставен скоро секој медиумски настап на Велиновска и на неизини истомисленици, е поставен во некаква рамка на разоткривање на големиот заговор, што најдобро се гледа во претенциозноста на соговорниците да тврдат дека тие знаат насоката во кој се движи светот и знаат што се случува зад кулисите и ги знаат следните потези на сите клучни историски фигури. Со други зборови, во ваквите класични наративи на заговор гледаме како арогантното слепило на навидум патените не само што вулгарно ја поедноставува комплексноста на политичките процеси, туку и го премолчува и го негира постоењето на голем број фактори кои можат да влијаат врз тие политички процеси. Имено тука се различни општествени, различни културни, политички, во денешно време и климатски промени. И тоа ја прави работата многу покомплексна од она што тие се обидуваат да го упростат и така да го прикажат. Че ваквото просто читање на политичките процеси без разлика дали се локални или глобални може да се надмене само со конструктивна јавна дебата и индивидуално колективно вложување во интелектуалниот труд, а не со сеење на параноја и на омраза, затоа што преку сеењето на паранојата и омразата паѓа социјалната доверба и довербата во институциите и во индивидуата.